во кривичниот суд такви високопрофилни предмети се бројка околу 24 или поточно се 24. Од истите завршени до сега во рок од 2 години, значи од почетокот на 2018 до сега, ноември 2019 година, завршени се 10 предмети. Започнување на предметите од почеток точно е дека се случи и тоа само кај 4 предмети, и тоа во еден случај поради промена на судскиот совет, односно еден од судиите поротници си замина, а во 3 случаеви поради тоа што во рок од 90 дена не беше продолжено, не беше одржан претрес. Сакам да објаснам од кои причини се случија овие одлагања. Значи, не може да се занемари дека овие 90 дена се случија во време кога постоеше и судската ферија, која што трае од 15 јули до 15 август. Поради природата на работењето на кривичниот суд и во овој период кога трае судската ферија, имаме судења, оние итни предмети, притворски предмети, па во таа смисла работењето на судот се организира на начин што дел од судиите своите одмори ги користат во јули месец, а дел во август. Ако се земе дека можело да се случи да во 2 месеци, односно 60 дена, можело да не се одржи од објективни причини такво рочиште, односно судење, остануваат уште оние 30 дена да се објаснат како и во тие 30 дена не се случило некое си судење и од тие причини предметот почнал да се суди од почеток. Сакам да кажам дека судиите има насрочено рочиште и тоа повеќе, меѓутоа истите не се одржаа, меѓутоа не по вина на судот. Судот беше присутен на закажаните рочишта, а на закажаните рочишта беа присутни и обвинителите и обвинетите и нивните бранители. Предметите се одложија, не се одржаа од причина што обвинителите во тоа време, специјални јавни обвинители, бараа лично да се одложат предметите, бидејќи не знаеа дали имаат овластување да го застапуваат предметот. Зошто беше тоа така? На јавности е добро познато. Знаете дека во тој период Катица Јанева веќе беше во притвор. Знаете дека политичките партии преговара, односно сакаа да се договорат и да изнајдат решение да се донесе законот за специјалното јавно обвинителство или пак законот за јавното обвинителство. Можам да кажам дека со одлагањето на овие предмети најповеќе изгубија обвинетите, оние што се чувствуваа за невини, кои што сакаа да докажат својата невиност, изгуби обвинителството, изгуби судот, изгуби генерално македонскиот правосуден систем. На кого тоа му одговараше и зошто не се најде политичка волја да се најде замена за Катица Јанева и да се донесат законите кои што претходно ги наведов, навистина не знам кој имаше таква корист, меѓутоа ви реков, губитници сме сите. По однос тоа дека ќе започнат од почеток и дека сето тоа ќе се пролонгира, сакам да истакнам дека согласно членот 371 став 3 од Законот за кривична постапка се наведува дека во ситуација кога во рок од 90 дена нема да се одржи рочиште, точно дека предметот ќе почне од почеток. Меѓутоа не се точни шпекулациите кои што се лиферуваат по медиумите дека ќе треба повторно да се повикуваат сведоци, оштетени и дека од тие причини постапките ќе станат повторно гломазни. Да. Единствено во предметот тортура, каде што предметот почна од почеток да се суди поради тоа што судскиот поротник замина, не е веќе дел од судечкиот совет, единствено во тој случај, поради промена на судечкиот совет, всушност ќе дојде до почнување вистински од почеток на судската постапка.
некое прашање. Рековте дека немате поддршка од судскиот совет. Зошто? Видете, поддршка од судскиот совет, дали има кривичниот суд. Реков во една прилика, да, дека немаме доволно поддршка од судскиот совет. Знаете, кривичниот суд правеше све за да може да се обезбеди тековно судење на овие високопрофилни предмети кои што се од интерес на јавноста. Од тие причини, често пати во гломазните предмети, како што е 27 април, како што се Титаник, назначуваше судии помошници и дополнителни судии поротници, се со цел да може да се обезбеди континуитет во случај доколку некој од постоечкиот судечки совет од некакви причини замине, да кажеме избор во апелација, болест с крај да е, или некои слични ситуации. Во таков случај, за да не почне предметот од почеток, се назначуваше помошен судија и помошни судии поротници, се со цел да тие предмети не почнат од почеток. Меѓутоа, судиите помошници поради нивното постојано присуство и ангажман во предмети кои што не се нивни, не можеа да си остварат својата норма и поради тоа од страна на судскиот совет беа оценувани со послаби оценки. Во таа смисла само велам дека немавме доволна поддршка од судскиот совет, бидејќи сметам дека требаше да се има разбирање за овие судии, да им се искочи во пресред и да бидат оценети со високи оцени. Фактот дека има обвиненија кои што се поднесени од 2016 година и тоа е навистина долг период, посебно за првите две обвиненија специјалното јавно обвинителство, едната е делумно уважена и потврдена, другата се уште се суди. Разговарате ли со тие суди, им кажувате ли дека има реакции, читаат ли, гледаат ли во јавноста дека луѓето се условно речено револтирани заради тоа што 4 години еден предмет се уште трае? Сега не ги завршиле пред да настапат тие 90 дена, еве ради новиот распоред на предметите на САЈ. Видите, секој судија е значи независен во своето постапување. Ние разговараме постојано, нели, и јас од судиите барам секогаш кога е тоа во рамки на нивните возможности да ги убрзаат постапките, тие зборам за постапките за кои што има јавен интерес и побрзо да се дојде до одлука. Меѓутоа, да се разбереме, тоа не може да се прави по секоја цена. Веројатно имало некои си причини поради кои што дошло до одлагање, односно причини поради кои што тие постапки подолго траат. Ке повторам, разговараме постојано и се бара од судиите да ги работат предметите побрзо.